да споделам неколку зборови во врска со постигнувањата на Македонија во одговорот на ХИВ и туберкулоза. Од оваа година Република Македонија го презема целото финансирање на националниот одговор и определи 1,2 милиони евра 1,5 милиони евра за националната програма за ХИВ, со што средствата за оваа година се зголемија 3,5 пати во споредба со минатата година. Во овие рамки Министерството за здравство создаде услови да се одржат сите превентивни програми за клучните популации засегнати од ХИВ, што беа развиени во соработка со граѓанскиот сектор, засегнатите групи и заедници, агенциите на Обединетите нации и други партнери, со помош на финансирање од Глобалниот фонд за борба против сида, туберкулоза и маларија во текот на минатите 13 години. Активностите од програмата за ХИВ се спроведуваат континуирано, како и досега, во соработка со 15 граѓански организации на засегнатите заедници од земјата. Овие прашања не треба да зависат од политичка волја, бидејќи се прашања на основни човекови права. Затоа, покрај финансирање, потребни се одржливи и стабилни механизми и соодветно прилагодување на легислативата, не само во делот на финансиската одржливост на овие програми, туку и во обезбедувањето на поддржувачка средина и заштита на човековите права за никој да не биде изоставен. Во новата нацрт национална стратегија за ХИВ за периодот 2017-2021 и нацрт националната стратегија за туберкулоза 2018-2022 година се уфатени главните предизвици од транзицијата и завршувањето на финансирањето од страна на Глобалниот фонд и преземањето на врската од страна на Министерството за здравство, за да може да обезбедиме континуирана и долгорочна имплементација на програмите за ХИВ и туберкулоза во Македонија, да ја задржиме ниската стапка на двете епидемии и дополнително да ја намалиме. Потребно е да се водиме од докази од трендовите на епидемијата во секоја земја и да ги обезбедиме сите докажани превентивни алатки кои ни се на располагање, инвестирајќи повеќе во превенцијата, не само што на долг рок ги намалуваме трошоците од справувањето со ХИВ и со туберкулозата, туку и буквално спасуваме голем број човечки животи. Министерството за здравство сака посебно да се заблагодари на Националниот координативен механизам и Секретаријатот за координација на национално ниво на процесите на одржливост на ХИВ и туберкулоза, програмите и на граѓанскиот сектор и заедниците на клучните популации засегнати со болестите, како значајни партнери во процесот на транзиција кои учествуваат во изготвувањето на главните национални стратешки документи и во дизајнирањето на механизмот за финансирање на превентивните сервиси што ги имплементира граѓанскиот сектор. Граѓанските организации, заедниците на лицата од клучните популации се неопходен чинител во процесот на надзор на имплементирањето на програмите за ХИВ и туберкулоза во рамките на националните координативни механизми, за да може да се обезбеди квалитетно спроведување на програмите што ќе резултира со намалување на инциденцата и преваленцата и ставање на епидемиите под контрола. Во септември 2017 Министерството за здравство го објави првиот пилот повик за ангажирање на граѓански организации како имплементатори на превентивни сервиси за клучните засегнати популации, преку кои беа додадени средства од националната програма за ХИВ за последниот квартал од годината во комбинација со последната финансиска поддршка од Глобалниот фонд. Во февруари 2018 преку нов јавен повик за оваа година Министерството за здравство склучи договори со 15 граѓански организации како имплементатори на превентивните активности во националната програма за ХИВ насочени на клучните засегнати популации. Во рамки на овој механизам во партнерство и соработка со граѓанскиот сектор веќе се спроведуваат следниве клучни компоненти од националната програма: превенција на ХИВ кај клучните популации, програми за мажи што имаат секс со мажи, програми за лица кои инјектираат дрога и програми за сексуални работници. Позитивна превенција, психолошка, психосоцијална поддршка кај лица со ХИВ и нивни партнери со превенција кај МСМ. Активности за теренско ХИВ тестирање, советување кај клучните популации, психосоцијална поддршка за лица што се лекуваат од зависност од дрога, активности за дијагноза и третман на сексуално преносливи инфекции и услуги за сексуално и репродуктивно здравје кај клучните популации млади лица. Врз основа на оваа пракса во наредниот период ни предстои да усвоиме нови политики преку кои механизмот за финансирање на превентивните сервиси ќе добие подобра институционална рамка што ја гарантира неговата одржливост во иднина. Во исто време ги разгледуваме можностите за зголемување на обемот на сервиси, посебно онаму каде што имаме
центрирана епидемија, за да може да одговориме на предизвикот за елиминација на ХИВ и туберкулоза. Ви благодарам на вниманието, благодарам што сослушавте како помина Македонија низ ова искуство со поддршка на Глобалниот фонд. Сега ми представува вистинска чест да ја поканам новиот извршен директор на Глобалниот фонд, господинот Питер Сенс, кој што зборува за финансирањето и одговорот во активностите против овие